Ако е ваква реалноста е таа која што е. И дајте на луѓето да не им кажуваме приказки, да не им ветуваме нешто што не можеме да го исполниме. И после велат политичарите лажат, па да, кога им кажуваат работи кои што не може да се исполнат. Не можеме да извадиме пари од камати за да дадеме тука. Не можеме, ако сме земја членка на НАТО, да не плаќаме во НАТО, да дадеме каде што ќе за не можеме. Сега, пак со технички замерки околу амандманот, значи не требало таму да се земат пари, не требало до НАМО, требало од друго некој место. Значи, што значи тоа кога замерувате технички, дека вие се согласувате, значи вие сте да им дадеме 32,5 милиона евра на земјоделците помош, ама ете левица од погрешно место ги зема. Земете ги од вистинското место. Имаме ли ние приоритети тука? Имаме ли ние приоритети од државата или ние само ќе исполнуваме некои, како да кажа, и хирови, ајде на американската администрација со окачување на тие прагови таму во НАТО, иако не сите земји следат тие препораки, додека, еве, земјоделието ќе ни е во колапс. Амандманот во раздел 14.004 поднесен од претениците Саја Макаровска, Фатмир Битики, Благо Бочварски, Оливер Спасовски, Јованка Древчевска, Даниела Николова, Димитар Ковачев, Петровска, Падаркиски, број 08.4.237. Предлагаме овие средства на интервентниот фонд да не се намалуваат, туку да се зборат на 400 милиони денари, бидејќи земјоделците свесни сме сите дека се соочуваат со една лоша производна година, со ниски откупни цени. Оваа пролет се случи со нагло поскапување на вештачките ѓубрива, кои што се користат за прихрана на посевите. Што ги обезбедуваме во рамките на финансиската подршка во земјоделството, тоа се околу 2 милиарди евра, со кои што ги зголемуваме и ги подржуваме, имајќи програмите во рамките на аграрниот сектор. За интервентниот фонд, да, има мало намалување, но сепак долго има потреба од едната до другата ставка ги може да се направи известна прерамена. Втора варијанта, доколку настане дополнителен проблем, би може со дополнување на буџетот, која би се вратила на владина седмица. И трета варијанта, која што ни стои на располагање, е со прераспределбата на средствата меѓу буџетските корисници, која е кон крајот на годината. Од овие причини амандманот не се прифаќа. Да зборувавте за вештачкото ѓубриво, би ве потсетил дека и оваа влада донесе мерки за вештачкото ѓубриво, со кое што ги ограничи вештачкото ѓубриво органското на 5%, а за неорганското на 10%. Е необходно да има повеќе средства во интервентниот фонд. И затоа и овој амандман е поднесен не заради нешто друго, не заради политизирање, не заради водење инат и така натаму, туку за да се излезе во престрет на земјоделците и мислам дека заеднички треба тоа да го направиме сите. Средства сега владата ги интервенира. Ако што сега интервенира да дополни средства во разделот на Министерството за земјоделие со 1,9 милиарди. Сега интервенираме на некој начин. Имаме пари